Како Струга нема друга. Во Струга има еден убав спој на природна убавина и културно наследство. Спој кој е вткаен во менталитетот на ловците на јагули, кои живеат на оваа вода од неолитот до ден денешен. Орелски крилја как да си метнех и в наши стрни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Струга лежи на двата брега на реката Црндрин, која истекува од Охридското езеро. Античкото име на Струга е Енхалон, што значи јагула. Старите словени го нарекле Страга, што означува премир. Во 11 век византиската патеписка Ана Комнен го спомнува како град на 100 мостови. Појадок на сред езеро? Да, но само за гостите на Хотел Дрим. Тргнав да истражам дел од средновековната уметничка ризница од 12 век, каде припаѓаат црквите сликани во пештерите на карпестиот брег на езерото. За црквата Архангел Михаил, село Радожда, е искористена пригодна пештера. Дел од откриените фрески во припратата потекнуваат од 13 век. Од овој период е сочувана импресивната композиција Чудото во Хорна. Денешниот изглед црквата го добила во 14 век. Помладите зоографи не го уништиле долниот слој на живописот и ја почитувале старата тематика. Југозападно од Струга, кај село Калишта, втиснат во Карпа се наоѓа и манастирот Пресвета Богородица. Централно место во манастирот во Калишта зазема црквата Пресвета Богородица. Тука се чува икона на Богородица, насликана со црно лице. Во рацете го држи црниот Исус. Позната е како Црната Богородица. Пред незе, со молитва за здравје, доаѓаат и македонци и странци. Велат и исцелува жените неродки, кои се поклонуваат пред неа и се молат за рожба. Црквата Свети Атанасије во Калишта е посветена на Александрискиот архиепископ од 4 век, сместена во природна Карпа и во неа е сочуван најголемиот сликарски ансамбл на средновековното сликарство во Струшко. Поради отвореноста во Струга дува ветер од југ, кој ги повикува ловците на јагули и плашици, а и од север студениот стрмец, кој со себе си ги носи бранови. Езерото изобилува со живот. Карпестото крајбрежје и водните растенија се живеалиште на безброј видови, што се цел на истражувачите повеќе од еден век. Далечната 1928 година, руските медицинари Никола и Софија Незлобински ја создале првата приватна зоолошка збирка, изложена во Природно-научниот музеј доктор Никола Незлобински. Таа сведочи за посебноста на овој жив споменик на природата. Ако сте во Струга, задолжително посетете го овој музеј. Олку вкусна јагула има само кај Јован во Калишта. Вакво езеро нема никаде на друго место. Ова не е езеро, ова е сол за Господова.